Фолклорот и милографскиот придонес на Чешмеджиев. Својата богата музичка дејност Чешмеджиев ја остварил во меѓувојниот период, како и во периодот по Втората светска војна, се до неговата смрт во 1964 година. Фондот на запишани песни од Јосиф Чешмеджиев се проценува на неколку илјади. Во периодот помеѓу двете светски војни, собирањето и објавувањето на македонски народни умотворби било тешка задача. Дел од ракописите на Чешмеджиев кои се наоѓаат во Државниот архив во Софија се нумерирани како 3 и 4 том. Песните во третиот том носат броеви од 215 до 320, а во четвртиот том од 321 до 433. Третиот том е едноставно насловен Македонски песни, а четвртиот Избрани македонски народни песни. Кон овој том е допишан уште и податокот дека песните се запишувани од 1947 до 1949 година. Самиот Чешмеджиев на едно место забележал: некои песни се запишани во 1923 година во Западна Македонија, кога бев затворен. Не постојат податоци кога и поради што Чешмеджиев бил затворен во Западна Македонија, но во книга за мијаците од Георги Трајчев, кога овој дел бил по српска окупација, среќаваме податок дека тој во јуни 1924 година ги посетил и населените места во Реканскиот крај со одобрение на српските власти. Таму собира македонски народни песни за споредување со албанските песни. Во Реканско, поточно во селото како што тој го вика Жерновница, се работи за селото Жировница. Испрашувајќи го старото и младото местно население, тој ги запишува песните на кои наидува. Случајно доаѓа до значајно откритие, кога го привлекол вниманието на старецот Дедо Арсо. Заинтересиран од мојата работа, старецот Дедо Арсо ме запраша дали сум слушнал за Јован Кукузел. Тој вели: тој е од нашиот сој. Ние сме далечни праправнуци. Така, според Трајчев, во разговорот со Дедо Арсо, старецот му открива дека од тоа место потекнувал Јован Кукузел, па Чешмеджиев случајно го открил неговото родно место. Ова откритие Чешмеджиев подоцна го презентира на јавноста преку списанието Устрам, преку кое во 1926 година објавува и дело собраните македонски песни. Во периодот додека пишувал за списанието Устрам, сваќајќи го значењето на запишувањето, зачувувањето и популаризирањето на сопствената песна, Сојузот на македонските младински културно-просветни организации во Бугарија носи решение да се публикува зборник со македонски песни. Таа задача му ја доверува Чешмеджиев, кој веќе се занимавал со собирање на македонски народни песни. Тој морал да собере, одбере и да ги разработи песните кои ќе влезат во зборникот. Збирката на Чешмеджиев е насловена Бугарски македонски песни во оригинален и народен тон, во 2 и 3 гласа за еднороден и мешан хор од Јосиф Чешмеджиев. Издадена е во Софија 1926 година. Во предговорот кон збирката, Чешмеджиев соопштува неколку податоци што се однесуваат кон важни прашања од неговата собирачка дејност. Имено, тој нагласува: Сојузот на македонските младински културно-просветни организации во Бугарија ми го наложи собирањето и обработката на песните, што ќе влезат во зборникот. Јас со радост се наведнав по тешкиот товар и тргнав заедно со мојот другар Джеров по селата и градовите да собираме песни. И за кусо време собравме 214 песни бисерчиња,
кон 869 други кои ги собрав порано. Не сите ќе видат бел ден одеднаш, туку во неколку низи. За македонската фолклористика посебно е значаен и често е цитиран предговорот на оваа книга во кој Чешмеджиев искажува некои мисли за високите вредности на македонските народни песни и фолклор. Ние македонците без песна не можеме. И ја сакаме, силно си ја сакаме родната песна како наша, блиска, разбирлива, како јазик кој говори за нашето минато, за нашево сегашно време и ја крие во себе моралната и духовната моќ, потребни за утрешниот ден. Ние македонците немаме свинги и пирамиди. Нашата татковина не е украсена со палати и материјални споменици, но има нешто кое ниту вековите, ниту природните стихии, ниту демонската рака на насилниците не може да ги разурнат. Тоа е духот, самобитниот дух, револуционерниот дух на македонецот и неговата неограничена љубов кон родната стреја, кон густите шуми и планини и кон родната култура. Таа неограничена сила е излеана во единствениот споменик, народната песна и игра, најбогатото и најценетото наследство што ни останало од минатиот живот и културата на македонецот, зачувано до денес. Да ја чуваме и пееме нашата народна песна, затоа што е сила и додека ја чуваме ќе живее силниот дух на незиниот творец, народот. По Втората светска војна, Чешмеджиев развил богата просветна и културна дејност во Бугарија, каде што продолжил и со запишување и објавување на македонски народни песни. Во 1952 година, обработена и редактирана од Чешмеджиев заедно со Иван Ќулев и Панчо Владигеров, ја издава збирката Македонски народни песни преку државното издавателство Наука и искуство. Збирката содржи вкупно 19 песни. Во 1953 година тој ја објавил збирката со револуционерни песни. Илинден, револуционерни песни 1903-1953. Кон насловот е запишано дека песните се запишани и хармонизирани од Јосиф Чешмеджиев, а се објавуваат по повод 50 годишнината од Илинденското востание. Издавач на збирката е државното издавателство Наука и искуство. Оваа збирка содржи вкупно 36 песни. Во 1955 година од истиот издавач ја објавил и последната збирка со народни песни, едноставно насловена Македонски песни. Како и претходните, и оваа збирка не е обемна и содржи 18 песни. Сите овие објавени песни се обработени и хармонизирани за машки, женски или межан хор, но во необјавените собрани песни на Чешмеджиев има голем број песни од сите делови на етничка Македонија и сите со нотни записи. Песните се испеани од Илија Шурков од Велес, Благоја Ставрев од Скопје, Лепа Стрезова од село Тресонче, Јован Николов и Иван Несторов од село Галичник, од слепиот просјак Стојан од Штип, Мара Бунева од Тетово, Илија Манолов од Петрич, Нетко од Скопје, Олга Шекеринова од Петрич, Анастасија Пенова и Перо Шандаров од Охрид, Содир Накев од Прилеп, 106 годишниот старец Тасе Митрев, село Љубовка, Светиврачко, повеќе песни од Марија Антонова од Охрид и повеќе песни од мајка му Анастасија Чешмеджиева од Скопје. Записите на македонски народни песни и оние што ги објавил Чешмеджиев, но и оние останати во ракопис, представуваат значајни македонски фолклорни материјали, запишани од една недоволно позната и афирмирана личност. Очигледно, тие представуваат не само значајно збогатување на вкупниот фонд македонски народни песни, туку и непроценливо богатство за македонската фолклористика, но и за македонската култура воопшто. Во 2009 и 2017 година етномузикологот Марко Китевски
ги обработува и објавува песните оригинално запишани од Чешмеджиев, како трети и четврти том, во збирката насловена Јосиф Чешмеджиев, македонски народни песни. Книгата е голема збирка која се состои од вкупно 209 песни.